За новинарските доживувања во своите 3 децении дописништва од Охрид и Струга, за еден од најреномираните дневно-политички весници во некогашна Југославија Политика, ќе дознаете повеќе од историчарот професор доктор Павле Митрески. Павле Митрески е вишенец, но со постојано место на живење во Охрид. Митрески подеднако ги познава и Охрид и Струга, двата краезерски градови. По професија е дипломиран историчар. Бил директор на Историскиот архив во Охрид и професор на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола, а во својот работен век бил и долгогодишен хонорарен дописник, новинар. Митрески за својата новинарска кариера издвојува дека 3 децении бил постојан хонорарен дописник за белградска Политика, еден од најстарите дневно-информативни весници на Балканот, кој датира од 1904 година. Во своето долгогодишно известување за политика испраќал многу информации кои предизвикувале интерес кај читателската јавност во поранешната држава. Известувал за посетата на војводата од Единбург на Охрид, за развојот на музичкиот живот во градот под раководство на професорот по музика Коста Веруш, за богатите риболовци на Охридското езеро, за изградбата на нови хотели во Охрид и подготовките за туристичките сезони. Пронаоѓањето на археолошкиот локалитет Требеништа при изградбата на патот Охрид-Скопје, предвременото завршување на Охридско лето со недоразбирање на драмскиот театар од Скопје. Раскажува како запливал во новинарските води. Случајно, негдека 1961 година, вестникот Политика имаше објавено оглас, конкурс за примање на хонорарен дописник од Охрид, хонорарен, не редовен, хонорарен. А јас веќе скоро 2-3 години бев дојден во Охрид да живеам. И работев, се разбира, бев директор на Историски архив. Се јавив на конкурсот. Се јави и 2-3 тројца други, да не ги именувам, кои се беа новинари. И со решење, со одлука на редакцијата, мене ме примиле, нив ги одбие. И верувајте ми, од еден од нив имав и последици. Зошто јас, не новинар, а примам, а врска немав како дојде до тоа. И ме ви уредникот на Политика, Баница, викаше, колку го помнам, ме викна на нивна сметка во Белград. И ми вели мене, вие сте историчар. Да. Па знаете, одговорна задача е да пишуваш во вестник. Па ќе покушам, да ќе правам. Ја имам, како војник пишува во ЈНА, во вестникот Југословенска армија и така натака. Вели 2 месеца, 3, да се јавуваш. И јас се јавувам. Со разни, би кажа опасно. Како, што? И јас почнам. Те едно, те друго и почнаа поедини написи да ми излегуваат за 2-3 месеци. И после добив применци за редовен, хонорарен дописник.
раскажува дека претходно не знаел многу за предизвиците на новинарската професија. Јас не бев свесен што значи да бидеш новинар. Бидејќи не слушал ја тоа, после праксата покажа и колегите што беа, сите новинари што беа од Охрид и Струга беа прекрасни другари. Така си се однесувавме и така натака, што е нормално. А меѓутоа е одговорна голема задача. Таа е општествена, политичка, економска, културна. Новинарот треба енциклопедија да биде, добар познавач, да ја познава душата на населението на градот, на селото, на луѓето, да умее да извлечи кое е најинтересно за широките маси. А тоа е голема работа. Тоа е одговорна, али да имаш, јас би рекол, нюх, мирис, да осетиш што треба, какво треба. Тука е величината на поедини новинари што се истакнуваат низ целиот свој живот. Не е едноставно, тоа ми е зборот. Поплавите во Охридско-Струшкиот регион во 1962 година предизвикале голем интерес кај читателите на политика, а за овие настани Митрески редовно информирал. 1962 година на нашево подрачје Охридско-Струшкиот регион големи дождови. Дождови. Езерото се преполна. Почна да влегуваат води во сите пори на земјината кора, веќе над височина. Струга беше во опасност. Централата Глобочица во опасност. Таа имаше влијание, се разбери, на албанска територија. Ако дојдеше до една голема поплава. И копај, пустеј луѓето, нас новинари, ние не вика во управата во Струга и дури до ноќи седевне, дежуравне, така да не ноќе настане нешто и така натака, јадење ни дава таму во Струга, во централата ни носе, во управата. И видеа опасност голема. Према запад, меѓу Струга и Радолишта, имаше едно блато. И на еден инженер, не знам кој, се сети да еден канал околу Струга, да го ископаат на брзина и да влези водата према селото Ташмаруништа. И така направи и делумно го спасие. Делумно. За известно време Струга. И почна да излегуваат вода према Езерски лозија. И од сите страни водата голем притисок, бранови. Кај старата општина, помнам, до 17 метра височина бран. Никогаш, ја имаш 50-60 години, овде живеам, никогаш немало толкави бранови, како тогаш што беше. И раководството републичко, општински раководства реши помош да барат од Белград. Тогаш донесо од едно градежно предпријатие Белград, познато со механизација, на чело, не знам как се викаше тоа градежно предпријатие, заборавив, ама знам за генерал Грга Чупиќ. И тој дојде лично и тука одржа и конференција и лично на управата бараше каменолом најблиску што може да биде за механизацијата брзо да интервенира. Ноќе дење. И тие му најдоа кај Свети Размо. Каменолом, онде кај има хотел, еден мотел. И од тука камионите. Од Подмолје па све скоро до Струга направи нов пат и брани. Со камења фрле. И се смири ситуацијата. Веќе дојде до едно смирување, а и времето си го правеше своето. Новинарот
Митрески имал средби со значајни луѓе од Охрид. Меѓу професионалните средби ја издвојува и онаа со Коста Хаџишче, најдобриот охридски инженер, градител на хидроцентралите во Македонија. Тој е автор на сите скоро хидроцентрали во Македонија. Проектант. Ми изваде тетрадки за сите води што течат во Македонија, мали води, големи води, за колку е движењето на текот на водите низ 4 временски периоди. Па дури од кај се ми мили бре момче од Вишни и тетрадка ми изваде за Вишни за 3 извори кај што се зачуди. И ми кажуваат све и така натака. И се му велам, добро слушам, велам, хидроцентрала била многу убава, многу корисна, продуктивна. На Преспанско и Охридско езеро да се од Преспанско езеро водата да се користи, а јас знаев дека водата влегува во Охридско езеро. Убаво ме чепна, рече. Ја имам и тој од фиоките извади проект, идеен проект. Кога ми го покажа, го гледав така надолго, многу интересно, велам, зашто не прија? Скап е, вика, многу, тоа е едно, прво е скап, али е вечен. Корист имат и Грција, и Албанија, и Југославија. Македонија, улиците на Македонија нон-стоп треба да горат и дење и ноќе од таа централа, ако се изгради. Таа е негде кај Трпејца предвидена, испод брдоното Трпејца, кај што е на стара црква таму во тој дел. Кај Заум. И тој ми кажува све како ќе се регулираат сите работи, све. А моля да напишам тоа, ќе си имаме мака од политичари. Добро, ние не ќе градиме, му викам. Идеја да биде, напиши. Ама вели прво што ќе напишиш, да видам што имаш напишан. Ја на вечерта 2 страници напишав све од разговорот и одам другиот ден да провери 2-3 интервенции технички ми направи. На коди тама рече, че имаш мака и ти и ја рече. Не, моля, што ќе има мака? Ќе видиш, рече. Политика го објави. Ниједен вестник други немаше објавено и политика го објави на 2 столбови. И ко почна дента, другиот ден, кај мене, на телефонот, Зврце, вике, владата на Република Македонија, Министерството за надворешни работи на Југославија, некој секретаријат од Скопје, што си бил ти вака да напраше и вознемири и албанската, од Албанија и од Грција имаме притисок. Што е ова? Аман деман да што го ода. И ја, кај Хаџив ќе му се јавуват и нему. Еко ти велев, рече, што правиме се? Ја му велам, деманти многу е тешко. Вистината е кажавне. И само можеш, ја му велам, знаеш што ќе направам? Во разговор со инженерот, дополнителниот разговор со инженерот, ние како идеја дадовме, а вие, државите, што имаат корист, сакале или нетеле, тоа е ни проблем и ништо. Со 4-5 реченици им дадов и така беа задоволни во политика. Митрески редовно известувал и од поетската манифестација Струшки вечери на поезијата. На една таква манифестација имал ексклузивно известување за еден трагичен настан. Давичо Александар ми се викаше едно ниско човече на Струшките вечери во стариот хотел, старено хотелче. И завршивме до 3-4 сатот, дадовне ние новинарите извештај ово оно, а писателиве ојде да се капат Везерова. А ние неколку душици ни пријатели ме задржа мене, абе му која ќе си ода, до 6 сатот ме задржа. Во кафанчето си пиуцкавне, 5-6. Тукето го да вичу, доваѓат едно коса кадрава,
целиот одвода од езеро, плачи, викат, што е, викаме, друже Давичо, што е? Двајцата мои колеги се удавија, ја едва се спасев. Со една греда, едниот беше од Црна Гора, другиот од Приштина. Со една греда отишле да се капет и се задржале на кајчето на таа греда, али бранови почна. И неуки, и побода. И јас се во моментот немав некој новинари кога да известам колегијално, ја на одма на политика. Политика прва известам. Македонија, ни една, ни радио, телевизија, не знам тога ли имаше, радио, ни еден вестник не, и мене ми се Годжо, Ѓорѓи Годжо беше дописник од Струга на Нова Македонија. Цуј, викај по мене, абе не викај му, велам, ти не беше друга кај да те најде. А 5 сатот му велаше, абе тога јас, абе си ујдам, што знам ја кај ујде, што ујде. Немаше тоа мобилни телефони. И така се смери ситуација, али ја прв вест дадо. А за тоа бе финансиски награден од политика. Од бројните известувања денес издвојува некои за кои ја информирал јавноста, а во тоа време биле актуелни. Меѓу нив го издвојува земјотресот што го погоди у Дебар на 30 ноември 1967 година. Дебар настана земјотрес, и то голем. И Охрид се почувствува све. И јас по пиджами станав, бидејќи живеам близу до поштава, знам дека поштата мора да има информации прва. И одам во поштава, ги наоѓам двајцата директори со джипот припремени да одат во Дебар. Јас, едниот се викаше Стево, технички, генералниот Бранко Поповски, двајцата Поповски се презиве. Абе им велам вака и вака, почекајте ме да земам нешто да се облеча, нема проблем, ќе те почекам. И ме почека. Така да сонив, скоро 4 сати и 5 патувавне од Сабајле до 9, до 10 и пол 11 стигнавне во Дебар, затоа што камења по патиштата, по патот имаше одбор и така натака, крева и пусте. Важно стигнавне. Ко појдов таму, гледам пепалови, прашиње, куќите распаднати, ја Дебар добро го познавав, и луѓето дури ги знаев, бидејќи како директор на историски архив оде во инспекција и така натака. Кога гледам, плачат, викат, свето, хаос. Како што може да направи една таква ситуација, изненадување, катастрофално природно. И се гледам, прошетав лево, десно и се враќам кај поштава, поштата рушена. Поштарите собрани со директори, двајца прават муабет, абе тој им вели, а шатор веќе поставија војската во парчето. И абе му велам, ја треба да јавам, кај има телефон, се кажите му, викам. И овај Бранко, што чекате, што не поставите? Па кај да, па бандера имате, тука едно е бандерата. Ајде одма да постави. И ваму таму го поставија телефонот. Оди, вели, ти. Каче се, как да се качам, и ми дадоа едни жабили, не знам как се вика, ваму таму, абе, млад тога, може би, а ништо немам напишано. Јас телефонот, редакцијата ме примилу, кажувам вака и вака. Ти само јавувај се, ние ќе бележиме све. Оти не знаев убаво, кај што треба да напишеш на српски јазик. Али важно се разбравме. Јас, колешке, господја Валентина, 18 пати се јавив тој ден. Негдека до 4,5-5 сатот се јави во политика. Дури негдека кон 3,5 дојдоа Драголюб Ставрев со еден генерал од Куманово беше од владата испратени да дојдат да видат што е и да дадат извештај во владата како е. И тие велат, абе дајте телефон да му кажеме, онај само стално стои на бандерана. А овој му викат председател на општината, абе ова е новинар од полиција. Остајте го. Пого тој ќе извести него ние. Остајте на кај заврши тој работа.
раскажува дека го доживеал новинарското правило во вистинска смисла на зборот, што значи да се биде прво објавување на веста, токму од известувањето за Дебарскиот земјотрес. Интересно е што другиот ден, понелникот, се случува негде како на 11 сатот, на жена ми известува телеграфски, не известува него поштарот во Охрид, доваѓат ја носат полна торба со пари. И то големи пари, но негдека во денешно време би изнесуваат околу 5000 евра. И жена ми, пошто држевне врска, ја се јавува, вели кукајцо, мене ми вика, пари овде ти име пуштено, не знам од кај се, што се, види дали се од Белград, ова ми велите од Белград, арно маја не ги примам парите, многу се пари, шо е ова, што преш? Пошто да ми вика мене. Јас телефонот во Белград, на уредникот му веле, вака и вака да, драги наш Павле, тоа е заслуга, редакцијски совет реши да те наградиме толку и толку 100 милиони тогашни пари. И одма и пуштивме, вели, прими ги, без брига. На твој рачун ние 2-3 милиони зедовме од сите агенции во светот. Од и прва вест јас дадов. Го барам Теокил од радио на радио Скопје од Дебар. Тој и куќата негва падната збунет од Дебар, не знае, ништо не постапува. После другиот ден се најдовме. Арнума нема веста моја ојде. Ни телевизија скопска, ни вестник ни еден не даде. Прв јас. И цел свет го прими, и Македонија од мене. И затоа бев добро награден, а то за мене значеше многу поттик, да го знаете ова. Тоа е една голема награда, не само финансиски, него призната и духовно, културно, што би се рекло во мојата непрофесионална професија. Во политика пишувал и за Охридското езеро и за рибарите кои некогаш ловеле богати количини на пастрмка. Спав во куќата на еден рибар, со два чамци, во 2 сата од ноќе. Тоа е тешка работа, вистина тешка, да те се пробудиш едно друго. И ојдовне, возат, сонцето печи, и дојдовне негде до близина на Пештани. Дојдоа. Јас си заспав. Некое време, не можев да издржам. Јадење полна во чамецот. И јас здремнав, туку одеднаш задрмо и пуштавани едни мрежи големи. И тие овкат, викат, Чико Павле, ти си баксус, ништо не фатим. И ако се подразбој, Вејанови рибе, Вејановите, гледајте, го почна да влечат 120 кила риба, извадоа за 10 минути. Ги наполнага и биното. Тука вели да сјојме побрзо, отиќе време во се менува. Верувајте ми, дури недека 500 метра до Радожда стигнавме, не можевме да влеземе во Радожда. Брано, никако. Цело село се собра, увкат, рибари доваѓаат, блокирани, не можеме. А овие двајцата беа искусни рибари и трнаа према Калишта. И од некаде завртија контра на ветерот и влеговне до самата обала и после веќе дојдовме до едно место кај што не чеке.
Интересна сторија во неговото новинарско известување е откривањето на афера со местење на избор на песна на летото, поврзано со некогашната позната југословенска пејачка Радмила Караклајич. Таа беше една симпатична, нападлива и ние пратевме тади од Сежана до Охрид по големите градови, повидни, се одржуваше манифестација најдобра песма на Југославија, најдобра песма на Југославија. И учествува многу певачи. И машки, и женски, и така натака. И од Македонија, од сите републики. Најповеќе се разбира беа од Србија. И дојде времето да дојде во мај месец, ми се чини беше така, во Охрид. Се одржуваше манифестацијата во спортот, во стадиончево на мали спортови кај Палас тука. И ние нормално да известуваме све. Во меѓувреме, негде како 3-4 сатот од политика ме известуваат дека Радмила Караклајич има карти фалсификат, по 500 карти ги делит на граѓаните за да добијат повеќе гласови. Да испиташ, да видиш, ако е така и да не известиш. Ноќта што ќе се деси, оти навечер се одржуваше манифестацијата. И добро. И се наваѓаме со Живко Живковиќ, е покојни, тој беше на вечерни новости, на вистина еден преден новинар. И тој рече, и ја рече, мене ме извести, вака и вака. Ќе седиме, вели, во Палас. Си седнавме, ние фетелите, све. Карте, сакате карти? Како не, сакаме. Ево ти 10 карти тебе, ево ти 10 карти тебе. Пари? Не, без пари, без пари. Знаете, Радмила треба да доби. Добро, знаеме. И гледаме му, дета му, ни целиот град ги растури картите. Победи. Радмила победи. Арнома ние, овде победи, ама во веснициве, јас во политика, овај во дневник, Радмила продаваше фалсификат карти. И другиот ден, третиот ден нема, се изгуби готово, доби. Така да не ни тужи, немаше основа, ништо, али ние извршивме задачата од редакциите што ни дадаа така. Митрески вели дека во текот на 3-децениската кариера тој вистински се чувствувал како седма сила. Не заборава при тоа да ги спомене дружбите со останатите новинари, колеги од Охрид и Струга, со кои некогаш соработувал. Бидејќи ја бев хонорарен, меѓутоа Охрид располагаше и Струга со врни новинари. Сите весници и радија имаа своји новинари. Верувајте ми, беа многу вредни и способни. Јас само, да не заборавам, имам едно ливче запишано, може ли да и прочитам и на вистина, оти меѓу нас некои не се живи, а од нив би ги спомнал Ристо Кузмановски, Охриѓанец, Цветан Стефанов, Ѓорѓи Гоџо Струга, Наум Бајо, еден прекрасен новинар и писател тој стана, Виктор Цветановски, исто така и главен уредник после стана на политика, Јатим Каневче, но вредно новинарче е меѓу нас овде, Милчо Балевски, Љубен Батковски, и тој врвен новинар, Веле Митановски, тој објави една книга блиски спомени или далечни спомени на как се викат голема, и тој беше врвен новинар. Живко Живковиќ, Живко Ѓорѓиевски, Благоја Силјановски, Димче Печиновски. Тој беше многу, остај како новинар, него и репортажи пишуваше убаво. Јас и денес кога да се најдеме, штета што тие репортажи што ги правеше со луѓето, со судбини на луѓето, било од село, било од град, прекрасно. Имаше многу и во журнал
ги објавуваше на пуќе вестници и да напреше на книга, ама не ме послуша. И денес кога да се најдиме, рече, помина тоа време, помина, ама се губат тие работи. Димитар Смилевски, Ристо Тодоровски од Струга, и меѓу нив се разбери, имав една, ја колку знам, се сеќам, Драгица Силјановска, и та беше така вредна новинарка беше, покојна е сега, навистина добро пишуваше. Во 1991 година Вели одлучил да се раздели од новинарската кариера и со политика. Разделбата се случила со политичките превирања во тогашна Југославија. Кога од 90-те години политичките настани се случува, се делува во Југославија, беше прашање и обстанок на Македонија. Дали ќе бидеме со Србија? Војската се повлекува, не се повлекува од нашето југословенската војска, од нашите гарнизони во Македонија. Тога Киро Глигоров беше избран за председател на Република Македонија. И политика бара, демек и македонците треба да бидат со Србија. Да се пишува нешто позитивно, а не да се одвојат Република Србија од Македонија од Србија. И настана тие политички превирања и делување и кај новинарите. Меѓу кои и политика се менаа таму поедини раководства, промена настана, и во таа промена, еден, ја него ни знам, на телефон ми се јавува уредникот на внатрешната рубрика, и ми се јавуваат, па ти, друже, Митрецки, ти не треба да кажеш нешто и за Киро Глигоров и каква е политика, атмосферата во Охрид, во Струга, Ресен, како се движат тие односи према Србија, едно друго. Ти не пишуваш ништо за тие политички збиднувања. Па ја мојла, сакаш да пишувам за македонците се, за со Србија, то ли сакаш? Па во тој смисол да пишуваш. Добро, ќе се договориме. А во меѓувреме, исто хонорарен дописник од Битола, тој напишува и ја му се јавив. Бидејќи ја работе во Битола и му се јавувам на телефон, бе будала еден, што пишуваш? Тој врши анкети, сакаме со Србија, за некои луѓе, што си нормално, просрпски, пробугарски настроени, ги нашол некои луѓе. Абе, како смеш му биле, што преш му биле? Абе, рече, на два пати излегуват. Грешка напротив, немој му биле, аман престани. И јас му се јавив на генералниот директор, не беше сменат на политика, а веќе се готвеше да биде сменат. Не ме прима на телефон, секретарката не прима, вика, дописници разговор. Абе, кажи му, на 3 пати се јави и таму вели, абе, еден досадија из Охрида, неки Павле му вели, немој ја слушам на телефон. Дај ми ga, молим те, да разговарам, дај. И ја разговарам со него, ја му вела, морам да се поздравиме, видења, твојот уредник, ја не знам дека тие се меѓусебно таму веќе почнала краница, ме тера да пишувам ја против марка, јас сум историчар. Ја за својот народ не пишувам. И не само да ме терате што сакате правите, а не, ви благодарам за соработката што имавме до денес и повеќе од мене не чекајте. Тој ми вели да сум близу тебе, така треба, вели, така треба за својот народ, да се однесуваш, би те бакнал. Прими, вели, мои бакнеши преку етеро од овој крај и не се лутам, вели, ништо, изгледа и мене ќе ме нема, и за 2 месеци го смена, и него така да од политика се одвоив. Иначе добивав секој ден политика дома,
телефоните ми беа платени све, така да јас, оно што реков, земам 2 плати. Денес професор Павле Митрески вели дека за жал редовно не го чита весникот Политика, туку инцидентно. Но македонските новинари порачува да бидат објективни и да го сочуваат своето его и да се држат настрана од политиката.